Добар ден на сите. Прво, морам да кажам дека мене ми представува задоволство што можам да ги кажам моите размислувања, посебно што навистина имавме прилика да слушнеме размислувања на гувернерката, на директор на Државен завод за статистика, потоа на професорот Мојмир Мрак, кој што бил главен преговарач на Словенија во процесот на нивните евроинтеграции. Потоа ми е мило што тука со нас имаме експерт од Шведска, кој што е навистина Шведска ја поддржува Државниот завод за статистика, исто така тука се Јоана од Светската банка и исто така Транспаренси, како ја ќе се осврнам и на тоа го, но еве сега да не должам, во суштина мојата и направив некоја структура на тоа што сакам да го кажам. Денес слушнавме од многу агли, значи околу важноста на статистиките и на податоците, и слушнавме и многу различни луѓе што кажале за тоа. Сега ја во суштина земав практично 3 мисли и мојата презентација ќе се базира на овие 3 мисли. Практично сите тие отвараат некоја друга димензија околу податоците. Првата е лесно е да се лаже со податоци или статистика, а полесно е да се лаже без нив. Значи ова е практично вовет во зошто е важна транспарентноста и објавувањето на податоците. Второто нешто е тоа што не можеш да го измериш, не можеш ни да го подобриш. Тоа е веројатно најдобриот совет што може да му се даде на секој кој што се нафаќа да превземе институција во земјава. И ова е, не знам, некоја буква на менаџери на компании. И последното нешто, сега што станува многу популарно и се зборува како алгоритмите, значи генерирани од компјутери алгоритми, ги користат нашите слабости против нас, бидејќи ако зборуваме за националниот систем на статистики, мислам дека и овој агол не смееме да го заборавиме. Океј, одиме на првото. Сега овде мислев што да кажам. Јас сум еден од тие кои што се и денес бев во основа еден од најголемите поборници за тоа дека ако сакаме да се намали корупцијата, ако сакаме да се стави ред во земјава, треба да се работењето на институциите целосно да биде отворено и видливо за јавноста. Значи, да, SDDS Plus беше воведен 2019 година, потоа еве ја тука наведов некои работи што пред пандемијата беа направени. Например, сите договори и анекси да бидат видливи и објавени на бирото на јавни набавки. Исто така, мислам, 2018 година се направи СПО, систем во кој ариерс, сите превземени, а не платени обврски на институциите се видливи, можете да ги пребарувате по институција. Значи, идејата на тоа е практично јавноста да има, секој граѓанин да има во секој момент увид какви се овие обврски практично и да се прави притисок на институциите да мислат и да ги намалуваат. И ова е една од најсилните алатки како ариерсот да се намалуваат. Потоа е Open Finance, кој што ова беше со поддршка на USAID направено. Сите трансакции од трезорот на Министерството за финансии да бидат јавно објавени, видливи. Значи тоа е еден сериозен чекор на според мене за борба против корупција и за ставање на некоја ред, и бидејќи тоа е еден по радикалните чекори на фискалната транспарентност. Потоа овде го ставив можеби као последен, меѓутоа не е наивен, посебно знам дека има тука и невладини организации и академија, извештаи на институции во отворен формат. Значи, јас како некој што доаѓа од факултет сум потрошил години на анализирање на буџети од PDF по ставање во Excel и се рековме дека тоа е апсолутно глупост. Институциите треба да ги отварат, ако сакаат некој да им ги анализира податоците,
треба да ги даваат во отворен формат, во Excel или кој што или по друг програм кој што брзо ќе може да се анализира. Можам да зборувам и за други работи што е направено, но ќе кажам дека како некој кој што стварно се залага за ова, сватив дека ова не е доволно ако не постои финансиска писменост на населението, бидејќи ефектот од отварањето на податоците и на транспарентноста ќе биде многу ублажен ако немате граѓани кои што или немате невладини организации, немате медиуми кои што знаат да ги луѓе тамо кои што знаат да ги разбираат, знаат да ги анализираат и практично да укажуваат кога што треба да се прави. Но повторно ќе се вратам на последниот слайд која ќе зборувам како алгоритмите работат против нас и може да работат против нас. Видите дека тоа е уште поважно денес од ова е можеби слайд некој што сум го користел пред пандемијата. По 4-5 години веќе алармантноста на ова прашање е многу поголема. И сега што понатаму? Не сакам да биде ова само што е направено, мислам да има моево зборување вредност, да кажам некои идеи што мислам дека може да се направат во едниот период. Прво, мислам дека една од според мене најсилните мерки против корупција во државата или против обезвреднување на државен имот е создавање и објавување на консолидиран биланс на состојба на јавниот сектор. Зошто? Бидејќи кај нас целата дискусија околу јавните финансии се сведува на буџет, на БДП. Ако гледате статистички, се тоа променливи на флоу, кажуваат текови. А тие според методологија на ММФ или на други меѓународни организации се практично тие се алатки да влијаете на сток. Значи да влијаете на стокот, а стокот ви е билансна состојба. И заради тоа било кој економист кај нас кога анализира јавни финанси, секој зборува за буџет, а во суштина треба да зборува за тоа како тој буџет, какви резултати направил. Нели ако анализирате фирма, во фирма прво викате каков е билансот на состојба, какви се средствата и обврските, каков е разликата капиталот, па потоа што прават тие низ годините, каков им е флоуто, за да влијаат на средствата и на обврските. За ова можам, имам и трудови пишувано, значи ова е многу поголема тема, ако сакате може повеќе во детали и како одговор на прашања. Не ќам сега да ја злоупотребувам само на оваа тема, но ова е многу важно. Второ нешто, јас исто така сум поборник за борба против сива економија, дека еден од главните механизми е истиснување на кеш плаќањата, или ние радикално од 2017 до 2019 го спуштавме лимитот на кеш плаќање од 15.000 дојде на 1.000, требаше да биде 500 2020 година, но потоа се подигна пак. Ако сакаме како земја да се бориме против сивата економија, во основа треба да не постои можност за кеш плаќање, односно трансакциите да бидат електронски, односно да има податок, да има трак. И ова е голема тема, значи ова може посебна конференција да има. Потоа, еве нешто што мислам дека треба, бидејќи кога се зборува посебно за антикорупција, треба да има некој вебсайт кој што ќе направи можност за пребарување на сите фирми, домашни или странски, кои добиваат пари од државата. Значи, да можете да пребарувате колку пари по години значи добиле. Централниот регистар не дава доволен податок за тоа. Значи, баш ако можете да направите како истражувач некои споредби за тоа ќе биде огромен чекор. И еве нешто и последното е нешто што постои во Финска, тоа е објавување на годишните даночни пријави, значи и тоа е една форма на транспарентност што е против корупција, значи каде што Финска во еден ден во годината ги објавува сите годишни даночни пријави за персонален данок на доход, каде што секој може да види дали оној што не знам, има 10 стана и има не знам какви куќи, колку тој данок ги плаќа на државата и слично.
секој што честно заработува не би требало да има проблем со таа идеја. Океј, ова е прво. Сега не сум одагол на Министерство за финансии, можам и попровокативно да зборувам. Аха, да. Океј, вториот агол е, значи, ова е веројатно една мисла што секој добар менаџер ја знае, и посебно менаџер што сака да направи подобрувања во својата фирма, па ја го зборувам сега од аспект на јавна институција како препорака, тоа што не можеш да го измериш, не можеш да го подобриш. Значи, апсолутно, доколку сакаме нашите институции да прават подобрувања, мораат многу процеси да ги поставуваат, да ги мерат. Мене ми се допадна презентацијата на гувернерката. Видовте, Народна банка, например, има добри статистики, мерења, дури и на нивните јавни настапи, на различните нивоа, потоа и тоа е еден вид на мерење на активност, но тоа е секако еден од почетните. Секако секој, ако ги пратиме овие големи компании, кога најдобрите светски компании, кога преземаат, кога нови менаџери доаѓаат, поставуваат Key Performance Indicator, значи, апсолутно, тоа се се статистики кои што им овозможува на тие што носат улоги да подобруваат. Ја го ставив Илон Маск на оваа слика, бидејќи денес, нели, постои дебата и он веќе јавно прифати дека во претседателската дебата, нели, се зборува за комисија за подобрување на ефикасноста на администрацијата, и он јавно прифати дека се сложува да ја води. И ја како што го гледам тоа е секако да се направи некоја зголемена мерливост. Сега, кај нас не треба да има дилема, ова може да се направи на различни нивоа, на микро или на макро. Сега неколку битни работи што ја не сакам со вториот дел на слайдот да ви покажам дека ние немаме податоци за многу важни работи, имаме многу важни податоци. Например, индекс за перцепција на корупција. Ние сме рангирани од 180 земји на 76-то место, и сега ова, ако е побитен критериум, ние овде како Европска конвенција би требало да речеме дека треба да идеме, значи, еден од приоритетите треба да биде значително подобрување на рангирањето. Например, ја тука напишав да бидеме под 50-то место. Што значи под 50-то место? 50-то место во моментов е Хрватска. Значи, да имате цел да бидеме како Хрватска. И тоа веројатно не е толку амбициозно, бидејќи барем ја не го гледам многу амбициозно, ако се има политичка волја да се направи. Второ, нешто многу битно е што е рангирањето на ПИСА, каде што, значи, каков ни е квалитетот на образованието, каде што за жал сме може да видите под просекот, рангирани и на ОЕЦД и на земјите од Европската унија, и ова е еден од некои главни приоритети што треба да бидат и на носители на политики, но и ние кога зборуваме за евроинтеграција, бидејќи ова е практично каква ќе биде работната сила на земјава. Гледавте, професорот Мрак зборуваше за конкурентноста колку е битна. Значи, ова е каква ќе биде работната сила следните генерации на работна сила. Сега, и ова се познати работи, ја само сакав да укажам дека имаме ние многу битни мерења кои што ги знаеме, но за жал не се во фокусот. Зборувам, не го добиваат местото од различни политички гарнитури. Сега, поважно е можеби тоа што не се зборува во јавност, ова го напишав на англиски, бидејќи тоа во многу пейпери, па и надвор се зборува. Значи, ако сакате да направите реформа, да подобрите нешто, сегаш мора да знаете кои се она political economy behind. Кои се интересни групи кои што тоа го поддржуваат. Сега, тоа што кај нас овие две прашања како образование и антикорупција не се можеби највисок приоритет, можеби немате така силни интересни групи.
кои што ги поддржуваат. Ја ќе ви дам као пример. Значи, нашата земја не дека не може да направи реформи. Во doing business, значи подобрување на условите за водење на бизнис, ние бевме 10-то место на светот. 10-то. Многу понапред од многу развиени земји. Зошто? Бидејќи тие интересни групи тоа го сметаа за важно. И последното прашање, се оваа мисла, чисто не е моја, алгоритмите ги користат нашите слабости против нас, таа излечена од Харари, овој познат професор, историчар, кој што можеби ги има во последните неколку години едни од највлијателните книги, како Homo Deus, Homo Sapiens, сега последна книга му е Nexus, и кој што тој тоа го зборува, има и многу интересни подкасти. Во основа во Nexus тој пишува дека од 2010 година практично се создаваат алгоритми кои што го земаат нашето внимание, значи се креираат податоци, се креираат видеа, слики кои што прават се да ви го земат вниманието. Тој вели, ова му е од еден од пред неколку многу нов подкаст, каде што тој зборува дека зборува за опасноста од новите технологии. Ако пред 10-15 години не сме биле свесни толку што тие алгоритми може да направат, денес дури знам дека и во Македонија има случаи каде што се прават лажни слики, видеа. Сега кога зборуваме тука, ја само ќе кажам чисто да сватиме која е опасноста од вакви дезинформации. Замислете ако имате некој поранешен, не знам, гувернер на Народната банка и некој искреира видео каде што тој зборува за крах на денар или кои се опасности кои што може тоа да направи. Заради тоа мене многу ми се допадна презентацијата на гувернерката каде што она веќе зборуваше дека колку они и ни покажа на графикон, колку они се проактивни и колку ја зголемуваат активноста и од објавување на податоци и на дискусија, и така и треба да биде. И мене тоа ми беше, може да видите тука во презентацијата, значи една од главните работи да се борите со тоа е да имате поголема активност на институциите, да објавуваат податоци кои се кредибилни, но сега ќе се вратам и на финансиска писменост, но и да имате граѓани кои што ќе знаат да оценат што е лажна вест, лажно генерирана вест. Например, ја кога во ММФ кога престојував во ММФ, пред да ви дадат компјутер да работите, тамо прво ве учат како да препознаете што е лажен мејл, што е лажно, некој да ви прави разни форми од фишинг до сигурно и Светска банка и сите сериозни институции тоа го прават. Веројатно многу брзо треба и нашите институции да влезат во некоја борба на описменување на населението од тојаго. И последно нешто, успехот на таа борба ќе зависи во основа од квалитетот на вработените во институциите. Бидејќи ние зборуваме денеска многу за податоци, колку се важни, разни агли, што може да се направат, ама на крајот таа битка ја водат вработените во институциите. Колку ќе имаме квалитетни луѓе во Народна банка, во Државен завод за статистика, во Министерството за финансии и во сите други важни институции ќе зависи. Мене ми се допадна, односно јас си го запишав тоа што кажа нашата почитувана експертка од Шведска, дека националните статистички системи апсолутно не треба да бидат занемарувани од аспект на ресурси. И ја како апел упатувам се, не знам колку има што од медиуми или од институции што слушаат, но треба да се посвети внимание на луѓето, значи кои што работат, да се задржува, дека се обучува квалитетен кадар, но главно е да се задржува, но и да се привлекува
квалитетни луѓе кои што ќе може да се соочуваат со идните предизвици. Благодарам.